Импровизирани кујки од картони и најлон најчесто на периферијата од градот. Наместо асфалтирани и осветлени улици со зеленило, имаат кал до колена, мрак и купишта смет. За вода се снаоѓаат како знаат и умеат, а се прехрануваат со тоа што ќе најдат колку за да преживеат. Ова е сликата и во првата четвртина од 21. век од животот на поголемиот дел македонски роми, на кои борбата за гола екзистенција име секојдневие. Секогаш ромите можеме да ги најдеме некаде на крајот од градот, било каде додеме по државата. Тоа зборува дека нивните кујки се од картони или од најлони направени, импровизирани. Надежта на тие луѓе е згасната. Јас се надевам дека во идната влада има проект кој е за правење на нови кујки или како што беше порано, купи куќа, купи стан, сега е изгради куќа за млади луѓе. Државата треба најмногу да вложи во ранливите категории, тоест како пример ромската заедница. Самата држава треба да вложи средства, треба да вложи механизми како да го подобри условот на живеење на самите роми, со тоа да ги интегрира во самото општество и бидат дел од креирање на самите политики. Значително намалената дискриминација во образованието и се уште срамежливото кршење на стереотипите при вработувањето на ромите дава известни позитивни резултати, велат нашите соговорници, ама тоа е далеку од доволно за младите роми да останат заштитени од масовното иселување. Фактот е дека сите сме загрижени за нашата иднина и иднината на нашите деца. Желбата за Запад или за Европа е голема помеѓу младите. Секој што заврши средно не се гледа тука. Често младите дома, деца, тинеџери слушаат за Запад, подобар живот, подобра кола, поголеми можности. Јас се надевам на едни добри времена кои ќе се обнови државата и ќе можеме да ги задржиме младите тука. Се ние сме луѓе, мислам, ако сме роми, и ние треба да го живееме животот како секој еден човек. Не треба да бидеме од ништо подолни, како второсек где треба да бидеме сакани, почитувани. Според последниот попис, во Македонија живеат над 100.000 роми, кои после Скопје најбројни се во Прилеп, каде ги има околу 6.500. Инаку, од 1990 година, 8 април се одбележува како Меѓународен ден на ромите, а од 1971 година ромите во светот имаат и свое знаме, како и химна од песната Джелем Джелем.